Македонија е рангирана меѓу најдобрите земји во светот според намалувањето на неонаталната смртност и смртноста кај децата под 5 години. Се наведува во објавениот глобален извештај за 2025 година на меѓуагенциската група на Обединетите нации за процена на смртноста кај децата. На презентација на податоците од извештајот на пресконференција, министерот за здравство Азир Алиу порача дека според извештајот стапката на смртност кај новороденчиња за неполна деценија е намалена за 87%, од 8,1 на 1,1 смртен случај на 1000 живородени деца. Стапката на смртност кај деца на возраст под 5 години е намалена за 75%, од 11,1 на 2,8 на 1000 живородени деца. Нашата држава е прикажана како успешен пример за намалување на неонаталната и смртноста на децата на возраст под 5 години на глобално ниво како резултат на заедничките активности и координација на Комитетот за безбедно мајчинство при Министерството за здравство и партнерите, истакна Алиу. Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство Ирена Алексиовска Папестиев рече дека податоците покажуваат дека кога системски се работи, може да се достигнат меѓународните стандарди во намалувањето на неонаталната смртност и смртноста кај децата на возраст под 5 години. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и амбасадорот на мисијата на ОПСЕ во Скопје Килијан Вал официјално ја пуштија во употреба целосно реновираната конференциска сала во полициската станица Битпазар. Реконструкцијата на салата е реализирана како заедничка иницијатива помеѓу Министерството за внатрешни работи и мисијата на ОПСЕ во Скопје. При што ОПСЕ обезбеди опрема и материјали, а Министерството ги спроведе градежните активности. Министерот Тошковски истакна дека вложувањето во инфраструктурата на полицијата е директно вложување во незината ефикасност и професионализам. Со оваа инвестиција создаваме подобри услови за работа, обука и координација на полициските службеници. Кога институциите располагаат со современи и функционални капацитети, тие можат поефикасно да одговорат на потребите на граѓаните. Ова е уште еден пример како преку партнерство и заедничка посветеност се заекнуваат институционалните капацитети, истакна министерот Тошковски. Кина изрази шокираност од изјавите на израелскиот министер за одбрана Израел Кац во врска со таргетирањето на ирански функционери, пренесе агенцијата Анадолу. Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Кина истакна дека ваквите изјави се неприфатливи за Пекинг. Реакцијата следува по изјавата на Кац дека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ја овластил војската да може да елиминира високо рангирани ирански личности без дополнително одобрение. Кина нагласи дека се противи на употребата на сила во меѓународните односи. Оцени дека атентати врз државни функционери и напади врз цивилни цели се апсолутно неприфатливи. Пекинг повика на итен прекин на огнот и запирање на непријателствата со цел да се спречи понатамошна ескалација на конфликтот. Портпаролот Ли Джијан нагласи дека во услови на зголемени тензии меѓународната заедница очекува деескалација и враќање кон дипломатски решенија. Според соопштението, изјавата на Кина доаѓа во време на засилени тензии на Блискиот Исток, по војните действија во кои се вклучени САД и Израел против Иран, што придонесуваат и дополнителна нестабилност во регионот. Во тој контекст, Кина повикува на воздржаност и спречување на ширење на конфликтот. Унгарија, која го блокира исплаќањето на европскиот заем од 90 милиарди евра за Украина, нема да попушти се додека Киев не ги обнови испораките на руска нафта преку нафтоводот Дружба, повтори унгарскиот премиер Виктор Орбан. Ставот на Унгарија е многу едноставен, ќе помогнеме на Украина кога ќе ја имаме нафтата, која тие ја блокираат, изјави унгарскиот премиер пред новинарите по пристигнувањето на Европскиот самит во Брисел. Во декември, Орбан се согласи Европската Унија да ја додели на Украина заем од 90 милиарди евра, под услов заедно со Словачка и Чешка да не учествува во заемот. На Киев му се потребни овие средства за финансирање на војната против Русија во 2026 и 2027 година. Но унгарскиот лидер со силен националистички став од кога било досега, откако започна изборната кампања за парламентарните избори на 12 април, доведе се во прашање. Категорично одбива да се согласи со исплатата доколку не продолжи испораката на руска нафта во Унгарија преку нафтоводот Дружба.
Нафтоводот беше оштетен во руски воздушни напади на 27 јануари. Будимпешта го обвинува Киев за одложување да го врати во функција. Нема нафта, нема пари, предупреди Орбан. Променливо облачно време со умерен, повремено засилен ветер претежно од северен правец и минусни утрински температури, најавува Управата за хидрометеоролошки работи за наредните денови. Како што информираат од таму, в понеделник има и услови за слаби врнежи од дожд. Денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен, на места повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе достигне 15 степени. Во Скопје претежно облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец.